Денеска раздвиженоста на пазарот во Облешево не беше задоволувачка за производителите. Велат дека ваков пазарен ден одамна не виделе. Иако имаа што да понудат, смета дека недоволната раздвиженост се должи на големиот бран на иселување, како и ниските парични примања. Велат и покрај тоа што цените се ниски, сепак нема луѓе, а со тоа ситуацијата станува и повеќе од алармантна. Во однос на температурите, велат дека ги заштитуваат овошјата и зеленчуците онолку колку што е потребно. На нула. Онај пазар имаше 49 човека, вртеа се сите. А сега 39 са. Друго пазар 29 ќе бидат човека. Опасна работа е. Температурите, јас дека тоа сум дома спремал се зелено, со зелена мрежа, тие работи овоно. Дома се е средено тоа, се е добро тоа. А тука чадърче натека, намага добро тоа. Ја продава крумит, ништо не продава. Компири продава, ништо не продава. Најставо. Ете, како дојдено растоварено и така стоја. Нема кој да купе. Нема наредно пари, фактички тоа е. Пипер, зелка, краставици, патлиџани, компир, граф. Од се има. Кромит, ракија, семе афионско. Цените се задоволувачки. Што е патлиџан? 40 денари патлиџан. 30 денари компес, пиперот 50 денари, краставици 25 денари. Имаме чадари, покриваме се, правиме да заштитиме и така е. Ако не заштитиме оваа роба, се треба да ја фрлиме. Граѓаните пак го купуваат она што им е најпотребно. Велат дека некако мора да се живе и покрај тоа што поголем дел од пензионерите земаат ниски пензии. Свесни дека стандардот е превисок, но мора да се земе она што недостасува. Најпрво гледаме пипер да купиме, патлиџанче да купиме, што недостасува дома. Средни се цените, не се многу скапи. Пензиишки се премали, ама нема што да правиме, тоа е тоа. Се што е потребно околу зеленчуци и овошје. Од типопирада мојот организам тражи овошје, зеленчуци и тоа ме одржува. За нашиот стандард се високи, да, за нашиот стандард во Македонија, апсолутно се слага. Скапо е, па луѓето сакат нешто да има, да се земе, да не работат. Па ние едно време, јас сум 18 години, па 18% заработуваме храната. Ние. И само се плачат. И покрај тоа што цените беа пониски за разлика од претходната недела, сепак раздвиженоста беше многу загрижувачка, затоа сведочи непродадената стока. Дел од нив беа со ставот дека можеби наредната недела нема да бидат присутни на пазарот доколку се случи истото непосакувано сценарио.